Почитувани сограѓани, почитувани млади кавадарчани. Денеска, со искрена намера и голем ентузијазам, ви се обреќам токму вам. 10 години вие младите бевте заборавени од власта на ВМРО ДПМНЕ. Многу од вашите другари и другарки се иселија во странство во потрага по подобар живот. Но ни локалната власт на ВМРО ДПМНЕ 8 години не најде време и средства да направи нешто повеќе за младите во Кавадарци. Почитувани млади, јас како иден градоначалник на Кавадарци се обврзувам пред вас дека заедно со советниците, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, ќе ги реализираме следниве проекти, кои според многу петиции и дебати и анкети, вие самите ги потенциравте како најважни за младите во Кавадарци. Како прво, на просторот на поранешна дискотека Лалуна, кој се наоѓа токму позади нас, кој е целосно запуштен, ќе никне еден современ младински културен центар, каде младите од Кавадарци ќе може да творат, да се дружат, да дебатираат. Младите конечно ќе добијат свој простор, каде ќе можат да го реализираат својот креативен потенцијал. По 2, во соработка со владата, ќе изградиме бизнис и стартап центар во Кавадарци, каде младите кавадаречки предприемачи ќе добијат бесплатни простории, бесплатни правни и сметководствени услуги. По 3, ќе го реконструираме градскиот базен во Кавадарци. По 4, ќе организираме надпревари за млади иноватори. Најдобрите идеи и проекти ќе бидат финансирани од општината, да го презентираат својот изум или проект во Македонија или во странство. Под 5, ќе ги стипендираме 10 најдобри студенти од техничките факултети. Нема повеќе да дозволиме талентираните инженери од Кавадарци да ни бегаат по други градови или во странство. Почитувани млади, ви ветувам дека во мене секогаш ќе имате ваш сојузник. Како градоначалник ќе инсистирам да се среќаваме често на јавни трибини и дебати, каде ќе дискутираме за вашите проблеми, но и за вашите идеи кои што можат да му помогнат на Кавадарци. Иднината им припаѓа на младите. Да се обединиме заедно и на 15 октомври да гласаме за промени и за подобар живот во нашата општина. Јас сум убеден дека на 15 октомври младите ќе бидат тие кои ќе донесат промени во нашата општина.